Едниот сон на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски се исполни, а вториот е на прагот. Вака истакна председателот на Советот на општина Струмица Маријан Даскаловски на одбележувањето на годишнината од смртта на Борис Трајковски пред споменикот Македонија подигнат во негова чест во Струмица. Членови на семејството Трајковски, граѓани, роднини, пријатели, денеска се поклонија пред ликот и делото на трагично загинатиот претседател кој се гордееше со Струмица. Интересите на државата, интересите на граѓаните беа секогаш негови приоритетни задачи. Стигнуваше во секој дел од државата. Стаса до многу македонски градови и села за да поразговара со луѓето, да биде слушнат, но и да го слушне нивниот збор. НАТО и ЕУ беа негови два сона, за кои толку многу посакуваше да станат јаве. Еден од нив стана реалност дури 15 години од неговата смрт. Бидејќи Република Северна Македонија стана дел од НАТО алијансата, а вториот е на прагот да се претвори во јаве. Во знак на почит на председателот Трајковски, унијата на жени при ВМРО ДПМН од Струмица повторно засади дрвце во големиот градски парк како и секоја година. Унијата на жени ја превзеде традицијата и секоја година традиционално засадуваме дрвце во чест на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски во Струмичкиот парк. Јас лично се сеќавам на председателот во оние моменти кога тој доаѓаше во Струмица и кога беше меѓу граѓаните како еден од нас. Најголем впечаток ми остави кога тој се појави на, дали беше за Василица, еден од тие празници и го прошета цел град. Во трагичната авионска несреќа што се случи на 26 февруари 2004 загина председателот Трајковски и 8 члена делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар, Босна. Пред 5 дена од Струмица кон Скопје замина и десетина планинари кои пешачеа 200 километри за да му одадат почит на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски.